За исполнување на условите за членство во Европската Унија, Македонија треба да исполни политички и економски критериуми. Еден од основните предуслови во делот на политичките критериуми за членството во Европската Унија е непристрасно, професионално и независно судство. И овие критериуми не се специјални за Република Македонија, туку за секоја земја членка и земја кандидат. Од тука и новиот пристап на Европската Унија, секои преговори со земји кандидати ги започнуваат и ги завршуваат со поглавието 23 и 24, што се однесува на судството, на основните човекови права и така натаму. Меѓутоа, независен судски систем, судење без влијание, правда за сите, судии со интегритет, висок интегритет и професионалност, ефикасно судство, се основи предуслови и за нормалниот цивилизацијски развој на општеството, за основни предуслови за демократскиот развој на општеството, за развивање на економијата, за бизнис климата, за привлекување на странски инвестиции. Од тука планот 369, кој што го адресираме во овој период, најголем број на мерки има токму за правосудството, околу 13, за кој што е надлежно Министерството за правда. Меѓутоа, ние како СЕП, како координатори на тој проект го олеснуваме, го координираме и го правиме процесот инклузивен. Целта на оваа трибина денеска, на овој состанок, е заедно со представниците на независните институции во делот на судството да создадеме консензус по однос на потребата за реформи, да ги координираме активностите во делот на мониторирањето, во делот на имплементирањето, меѓутоа во делот и на информирањето. Сакам да известам дека Министерството за правда во рамките на своите надлежности веќе има формирано совет за следење на реформите во правосудството и веќе има формирано работни групи кои работат на донесување, односно унапредување на стратегијата во правосудството, која се очекува владата да ја донесе до некаде октомври оваа година. Исто така, ова работна група со формирање на подгрупи ќе работи на донесување на специјални закони кои се однесуваат исто така на нашите обврски во делот на правосудството, а тоа е ставање вон сила законот за утврдување на факти и пренесување на сите надлежности назад во Судскиот совет на Република Македонија. Таму ќе ги утврдиме сите принципи и сите моменти кои треба да ги утврдиме прецизно, се во насока на воздигнување на судството на што по-независно ниво и тие да работат независни, како што е и заложбата на владата на Република Македонија. Значи, во врска со изјавата дали ќе има или ќе нема генерален реизбор на судии. Значи, консензуален е ставот на владата, на Европската комисија, на телата на Советот на Европа, вклучувајќи Венецијанска комисија, Греко, дека неопходни се суштински реформи во судството. Меѓутоа, интерпретирањето дека владата или политичките партии ќе прават генерален реизбор на судии е погрешна интерпретација. Политиката нема да се меша во судството, ниту да прави реизбор на судии. Ниту па моделот кој што се објаснува дека ќе се користи албанскиот модел на ветинг на судии, исто така не може да се имплементира, затоа што секој систем е направен за условите на државата. Нашиот став е суштински реформи во судството, да, таму каде што се сгрешило ќе се има мерки, меѓутоа таа надлежност се дава на Судскиот совет како орган кој што врз основа на квалитативни и квантитативни критериуми ќе донесе одлука. Меѓутоа не мешање на политиката, не мешањето на владата, ниту на новото парламентарно мнозинство во тој дел. Судскиот совет во рамки на судството ќе треба да прави суштински реформи.